Да, точно така, во 11 часот во Europe House во Скопје ќе се одржи панел дискусијата на тема измени на законот за медиуми и онлайн локални медиуми, што ја организира самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, а како што најавивте, наш соговорник во Македонија наутро е Перо Момировски. Перо, добре дојдовте во Македонија наутро. Која е целта на денешната дискусија? Прво да задржам формата, поздрав до тебе Мартин, благодарам за оволожената шанса. Поздрав до целата екипа што во моментов е на своите работни места, и новинарите, и монтажерите, и снимателите во МРТ. Поздрав и пред се до гледачите на Македонија наутро. Целта на панел дискусијата е практично уште еден глас, уште еднаш презентираме желба да учествуваме во креирањето на измените на законот за медиуми. Практично тие веќе минаа неколку фази од оној редовен пат, меѓутоа очигледно дека во консултативниот процес при донесување на измените на законот, во оваа форма, во овој момент само предлог на измени на законот за медиуми, што се однесува токму на онлайн заедницата, очигледно не се опфатени малите, специјализираните, локалните, спортските, културните, религиозните медиумите на онлайн медиумите на заедниците и така натаму. Тие тешко ќе поднесат дел од измените во делот пред се на собственото обстојување, и ова во моментов не е став на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, иако го делиме, не е официјален став, туку е само одглас на она што го јавува членството, на она што го јавуваат нашите колеги и пријатели од медиумите. Тука е и моето следно прашање во таа насока. Со измените на законот за медиуми, онлайн медиуми, де факто се признаваат онлайн медиумите како медиуми. Но од друга страна, како што кажавте, тука се загрозува опстанокот на локалните медиуми, бидејќи со новиот закон се бара да имаат по тројца вработени. Па кој е решенијата? Секоја чест на потегот на неколку медиумски здруженија, па и на Министерството за дигитална трансформација, што тргна во процесот да ги спроведе конечно и да го добијат својот статус онлайн медиумите. Меѓутоа, дојдовме до една ситуација во која што и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници учествуваше со предлози на ЕНЕР и така натаму, и ги промовираше веќе своите идеи и размислувања, меѓутоа дојдовме до едно решение кое што очигледно нема да делува добро на онлайн медиумите кои веќе ги набројав, зборувам за помалите, меѓутоа мора да се потенцира дека се исклучително важни, особено оние од малите средини каде што вие во моментов практично и немате дописништва, немате новинари и единствени кои што ќе јавуваат за пожари, поплави и слични, дај Боже да изубави работи, се токму тие. Ние не смееме да дозволиме тие да сгаснат, односно да имаат проблеми во елементарното работење. И токму затоа панел дискусија денеска, од која што ќе произлезат заклучоци, заклучоците ќе бидат пренесени, практично проследени до сите важни, валидни државни институции, за да може во последен миг да се направат промените кои што нема да влијат на нивната работа, а предупредуваме, односно и ние сме предупредени дека може да дојде дури до гаснење на голем дел важни и валидни за општеството онлайн медиуми. Така, Перо, за крај на нашиот разговор, што ќе преземе ССНМ за подобрување на овој закон? Значи, првенствено, ние не сме за парцијално решение, сметаме дека целиот закон за медиуми треба да се менува, да се прилагоди на потребите, на европските препораки, на актот за слобода на новинарите, да се прилагоди на новото време. Онлайн медиумите се сигурно дел од јавната сфера и се исклучително важни. Во моментов нема да изнесувам бројки колку од нашите гледачи, слушатели од гледалиштето генерално се информира за најелементарните настани преку онлайн медиумите. Немаме потреба од такво нешто, меѓутоа факт е дека онлайн медиумите веќе го заземаат својот простор и не смееме да дозволиме голем дел од нив да се најдат под знаци прашалник, односно да дојдат во ситуација да се размислуваат за тоа дали ќе продолжат да екзистираат, тоа е основното. Денеска ќе ги чуеме панелистите, повикани се многумина и најавени се многумина, затоа што многумина се живо заинтересирани
и потоа заклучоците ќе ги проследиме, нормално ќе се бориме за нив, односно за нивно исполнување. Перо, ви благодарам за гостувањето ова утро во Македонија на утро и ви посакувам успешна панел дискусија. Благодарам, поздрав да си. Разговаравме со Перо Момировски, представник од самостојниот синдикат на новинарите и медиумски работници, а денеска подсетување во 11 часот во Europe House во Скопје ќе се одржи панел дискусија на тема измените на законот за медиуми и локалните онлайн медиуми. Студио